Преда давам пауза, само должно процедурално објаснување оно што ме обврзува деловникот. По однос на амандманите кои што се разгледана во редовна постапка во второ читање на предлог законот за употреба на јазиците, според деловникот расправа по амандманите се одвива во матично работно тело, во случај во Комисијата за европски прашања, во кое што расправата спрема оно што го водевте комисијата и како што се водеше комисијата од процедурални причини ваква поради однесувањето како што се однесуваа пратениците тамо, не се создадоа услови да ги разгледате амандманите во оно време кое што било предвидено за разгледување на амандманите, тоест во текот на 3 дена расправа. Од процедурални причини до тамо не сте дошле. И во тој контекст ни под разно не можело да дојде во ситуација, имајќи предвид дека на работа на комисијата не беше прифатен ни еден амандман, немало предуслови според деловникот да се поднесе до собранието дополнет предлог на закон за употреба на јазиците, кој што би бил основ за поднесување евентуално нови амандмани по однос на второто и третото читање според деловникот. И во тој контекст мислам дека и на мене и на вас ви е јасно, а впрочем и на пратениците, но ово го кажувам заради јавноста. По таа причина, по одлука на председателот на државата да не го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците, кој на 11. јануари го доби потребното 69 гласовно мнозинство и по второто гласање по Бадинтер потребното 27 гласовно мнозинство по однос на присуство на немнозинските пратеници, и во тој контекст процедурално собранието е должно, тоест јас сум должен како председател на собранието во рок од 30 дена да го вратам законот на повторно разгледување во смисла на оно што го предвидува деловникот. Во тој контекст мислам дека нам како пратеници ни е јасно тоа, но за граѓаните ово објаснување, во тој контекст тоа е причината, никаква намера за силување на демократијата или не знам што. Во контекстот како резултат на политичка одлука на ВМРО ДПМН по Конгресот, кој што беше на 23 декември на ВМРО, заради дооформување на телата партиски, мислим внатрешна работа и право на субјектот да одлучи да не биде присутен во собранието, тоа никој не го спорел. Дали е намерата била да се обструира или поради политички причини, тоа е разбирливо политичка одлука на субјектот кој што тоа го има за право и никој од нас тоа не го спорел, ниту па го користил како алиби дека е во прашање обструирање на работата, односно бойкотирање на работата на собранието. Во секој случај, право е на политички субјект да донесе одлука и по однос на бойкотот како политички чин, но собранието работи се додека има соодветно мнозинство со кое што може полноправно да носи одлуки. Во тој контекст, значи, нема причина. По однос на наводната намера дека денеска се става на дневен ред точката избор подпредседатели на собранието, поврзувајќи ја со потребата моја демек да може да ме менуваат во работата по однос на дебатата по хипотетичка, значи дебата по однос на закон за употреба на јазиците, мислам дека 9 месеци беа доволно да разберете сите дека ништо не менувало по однос на тоа што не можевме да избереме подпредседатели по однос на мојата обврска да бидем овде во секое време додека траела дебатата онако како што сте ја барале тоа од мене. И ја само ви укажувам дека ја како председател на собранието сум подготвен по однос на дебатата за онолико време кога што ќе побарат пратениците да имат дебата, ќе добијат дебата. Значи по однос на тоа не е аргументот за оправдување на процедуралното укажување што го укажате, но во секој случај тоа е право, значи право ваше тоа да си го кажете, и по однос на тоа мислам дека се разбравме. 1 час пауза, продолжуваме во 13:50.